Сметам дека лекцијата не е научена, бидејќи Кочани веќе 6 месеци е препуштен сам на себе. За среќа на нас кочанчани, ние имаме квалитетни луѓе преку самоорганизирачки процеси, со помош на Супорт Кочани и на некои други организации, ние успеваме да се издигнеме како град, меѓутоа сето тоа засега е недоволно, бидејќи е потребно сериозен процес на промена на системот, а промена на системот значи департизација, да ги тргнеме партиските канџи надвор од институциите, кои што според мене беа главен причинител и за самата несреќа. Бидејќи имате уште 30 секунди по прашање, очекувате ли правда за катастрофата во Кочани? Сега за сега по тоа што го гледаме правда тешко е за очекување, бидејќи самото обвинителство калкулира и ги разлекува роковите. Дека се нема една честна, искрена желба и намера да се зафатат со расчистување на случајот и како што кажав, по мене самото вакво развлекување на целата процедура, на целиот процес е во суштина признаена вина од страна на власта. Заради тоа што власта, доколку не се чувствува виновна, а е виновна дефинитивно, ќе брзаше што побрзо да го затвори овој процес и на истрага и на оценување на обвинителниот акт и генерално да ги преземе сите чекори да биде експедитивна, исполнителна, меѓутоа за жал ние освен ветер и магла и морам да кажам поигрување со емоциите на жителите на Кочани и да не речам навреда на интелигенцијата на луѓето кои што имаат претрпено на вистина потешка загуба од таа нема, родено дете да изгубат, дека на вистина си поигруваат со нивните емоции и со нивниот интелект. Правдата треба да биде истерана до крај без разлика каде и да заврши истрагата. Во овој случај ние не треба да има ни наши ни ваши како 30 години до сега, туку треба да се, како што кажа претходникот, тргнат канџите од политиката и од било какви други влијанија, за да добиеме една вистинска правда и се со еден цел, никогаш да не се повтори ова. За да не се повтори, на нас ни треба тоа да го истераме на виделина, без разлика кој е виновен, како е виновен и со колкава вина влегува во ова, бидејќи обвинителниот акт не може да биде исти за секој, се разбира дека количеството на вина нема да биде еднакво до крај. Тоа е тоа го очекува народот, тоа го очекуваат родителите, тоа го очекуваме и ние, се разбира секој, пред се од човечки аспект, а после од аспект на кампања или сега да зборуваме дали не одговара тоа или не одговара. Системот мора да функционира како во секоја развиена држава. Во судската власт секако дека има стручни лица и во јавното обвинителство има доста стручни лица, меѓутоа велено правило кога политиката ќе влезе преку врата, правдата прва излегува низ пенџере. Беше витувана на кочанските семејства, на кочанската јавност и на македонската јавност беше витувана брза правда и нормално дека треба правда да има, заради тоа што секоја задоцната правда е исто така неправда. Гледаме дека тоа не се случува. Дали се тактизира, дали постојано гледаме дека наместо да се фокусот стави во судската власт и во јавното обвинителство, се повеќе и повеќе е тема во политички кругови 16.3.2025 година. Јас се согласувам со претходните колеги, премногу се игра со чувствата на настраданите, на повредените и чувствата на сите кочанци. Сметам дека лично како кандидат ќе притискам со сите сили да дојде до правда